Зошто се решивме за таков формат? Мислевме дека боенката или форматот што го смисливме како метод и алатка ќе помогне на децата. Тој е познат на децата, препознатлив е, го сакаат и мислевме дека како форма може да и помогне за да се запознаат со одредени видови животни, а исто така да се запознаат дека климата се менува и може да предизвика различни промени во природата. И затоа се решивме да не правиме формат боенка, што децата ќе имаат шанса, значи, да бојат. Исто сакам да кажам, да спомнам за содржината на боенката. Иако колешката ќе спомне повеќе, значи се состои од 3 дела. Првиот дел е слики, каде децата можат да бојат. Вториот дел е факти за самите животни, интересни факти за животните. И третиот дел е игри, кој што ќе помогне на воспитачките и на децата да ги спроведат во нивните градинки или во основни училишта. Третиот дел или игрите, ние лично не бевме многу да се стават, но колешката беше главниот причинител да се стават игрите во боенката и мислам дека не сгрешивме, направивме одличен потек, бидејќи кога направивме пакет од сите тие содржини, значи слики, игри и факти за животните, излезе дел или дело што ние како креатори, двајцата, а и цело едно планетно се горде. Самата активност, како што реков, ќе се спроведе во детските градинки, во основните училишта, во општина Струмица, ќе бидат опфатени децата од прво одделение во сите основни училишта во општина Струмица и сите детски градинки. Се надеваме дека на некој начин ќе помогнеме и ќе можеме да ги едуцираме самите деца, за да започнат и тие да ги сваќаат дека се соочуваме веќе со климатски промени и да ги подготвиме за наредниот период и предизвиците што ги чека во иднина од самата клима и климатските промени. Да кажам дека многу сме задоволни како помина сето тоа, децата многу убаво го прифатија, бидејќи се работи за интерактивни работилници во кои што освен тоа што се запознаваат со загрозените животни, им можат и да изиграт некоја игра која што е баш понудена од тие животни и многу поубаво да ги запознаат и сето тоа многу убаво влијае и на целокупниот нивен развој. Инаку боенката, само да напоменам дека е наменета како за децата, така и за возрастите, пред се за родителите, воспитувачите и сите оние кои што имат било какво влијание во воспитниот процес на децата. И ги замолвам, односно ги охрабрувам родителите и сите возрастни да бидат добар пример за да ги зацврстиме добрите навики кај децата. Инаку дечињата се супер, многу брзо научија се, многу брзо ќе го практикуваат сето тоа што го слушна и битно е, значи, да бидат подкрепени со добар пример од страна на возрастните. Се надевам дека таа боенка ќе е многу потикнувачка, сите идеи што се внатре, раѓаат нови идеи, игрите кои што се ставени од самите животни може да се менуваат во многу други варијации и со многу други природни материјали, како и да е, и дека ќе придонесе многу за нивниот целокупен развој.